Напиши равенка на права која минува низ пресекот на правите P x минус y плюс 4 еднакво на 0 и Q 4x минус 2y минус 20 еднакво на 0, така што таа права да биде паралелна, односно нормална со правата R 2x минус 3y минус 1 еднакво на 0. Да ја најдеме пресечната точка на правите P и Q. 1, 4, минус 1, минус 2, 4, минус 20 и допишуваме 1 и 4. Делта ќе биде минус 2 и плюс 4 е 2. Делта x ќе биде 20 и плюс 8, 28. Делта y 16 и плюс 20, 36. X 28 врз 2, 14, y 36 врз 2, 18, па пресечната точка S има координати 14 и 18. Проверка 14, 4, 18, минус 18, 0, 4 по 14, 5 е 6, минус 3 е 6 е 20, минус 20, 0. Значи точката S лежи на двете прави, тоест таа е нивна пресечна точка. Сега бараме права L, која што ќе биде паралелна со правата R. Бидејќи правата L што ја бараме ќе биде паралелна со правата R, коефициентите пред x и y ќе останат исти, а нам ќе ни остане само да го најдеме коефициентот C. Од кој услов? Од услов што точката S ќе припаѓа на правата L, па незините координати x и y ќе ги замениме. 2 по 14 минус 3 по 18 плюс C еднакво на 0, од каде го добиваме коефициентот C, дека е 28 минус 54 е минус 26, од другата страна 26. Дефинитивно правата L гласи 2x минус 3y плюс 26 еднакво на 0. Да провериме дали точката S лежи на оваа права. 2 по 14 28 и 26 е 54, 54 минус 3 по 18 54 е во ред. А дали правата L и R, дали правите се паралелни? Да, коефициентите пред x и пред y им се исти. Да ја решиме и задачата под B со тоа што се бара правата T да биде нормална со правата R. Правата T, за да биде нормална со правата R, ќе треба коефициентите пред x и y да ги заменат местата, значи 3x, 2y, 3 и 2 ги менуваат местата, и знакот меѓу нив се менува. Минус беше, сега е плюс. И само да го најдеме C, а C ќе го најдеме од условот да повторно точката S припаѓа на правата T. Односно, 3 по 14 плюс 2 по 18 плюс C да биде еднакво на 0, од каде следува дека коефициентот C е 42 и 36 е 78, од друга страна е минус 78. Дефинитивно, бараната права T, која што е нормална со правата R, ке гласи 3x плюс 2y минус 78 еднакво на 0. Да провериме дали навистина точката S лежи. 3 по 14 42, 42 и 36 е 78 минус 78 0. А дали правите T и R се нормални? Услов за нормалност е 2 по 3 е 6 и овде како имаме минус 6, тоа е 0, значи навистина правите се нормални. Ако погледнеме, ќе приметиме дека задачата ја решивме без ниту една дропка. Исклучиво работевме само со цели броеви. Да ја погледнеме наредната задача, која вели:
Одреди за која вредност на коефициентот k оваа права y еднакво на kx плюс 3 минува низ пресекот на правите 2x минус y плюс 1 еднакво на 0 и x минус y плюс 5 еднакво на 0. Да го најдеме првин. Пресекот на овие две прави 2 минус 1, 1, 1 минус 1, 5, 1 минус 1, 5 и допишуваме 2 и 1. Делта ќе биде минус 2 и плюс 1 и минус 1. Делта x ќе биде минус 5 и плюс 1, минус 4 и делта y ќе биде 1 минус 10, минус 9. X ќе го најдеме кога делта x ќе поделиме со делта, тоа е 4. Делта y поделено со делта е 9. Пресечната точка S ги има координатите 4 и 9. Тоа да го провериме. 2 по 4 8, 1 9 минус 9 0. Во ред е 4 5 9 минус 9 0. Точката S лежи на двете прави. И сега вели да ја одредиме вредноста на коефициентот K, така што оваа права да минува низ пресекот. Значи точката S припаѓа на оваа права P, па тоа значи дека координатите на точката S 4 и 9 треба да ги замениме. Наместо y 9, а наместо x 4 по k плюс 3, 9 минус 3 е 6, еднакво на 4k, од каде k ќе биде 6 четвртини, и ако скратиме со 2, бараниот коефициент е 3 половини. Значи, ако коефициентот на оваа права биде 3 половини, тогаш оваа права ќе минува низ пресекот на овие две прави 2x плюс 1 и x минус y плюс 5 еднакво на 0. За крај имаме понудено 9 задачи за домашна работа. Првата задача вели дадени се две точки А и Б, да ја одредиме равенка на права што е паралелна со АБ, а y оска ја сече во точката С. Значи може да ја добиеме правата што минува низ двете точки А и Б и таа права што ме паралелна со АБ ќе ги има коефициентите пред x и пред y, бидејќи е паралелна, ќе ги има коефициентите исти и само ќе треба да го најдеме коефициентот С, под услов нели да точката С припаѓа на таа права. Во втората задача се бара параметарот m, така да овие две прави се совпаѓаат, а тоа значи да делта, делта x и делта y бидат нули. Во третата задача одреди го параметарот m, така да дадените прави се паралелни. За да се паралелни треба делта да е 0, а делта x и делта y да не се нули, а за да се совпаѓаат сите три детерминанти делта, делта x и делта y да се нули. Во четвртата треба да се напише равенка на права што минува низ точката А, така што точките Б и С да се на еднакво растојание од неа, значи тука може да употребиме и формулите за растојание меѓу две точки. Во петата задача равенки на страни се дадени, да го одредиме периметарот, тоа значи треба да ги пресметаме должините на сите страни, па плоштината да ја најдеме. Формула за плоштина имавме со 3 точки А, Б и С зададени од претходната тема. Должината на висините да ја најдеме, тоа е растојание од точка до соодветната страна, спротивната страна, нели? И должината на тежичните линии на триаголникот, тоа би било растојание од точка А до точката А1, која би била всушност средишна точка на Б и С. Во шестата задача состави равенка на права, која што минува низ пресечната точка на правите таа и таа, низ средишната точка на одсечките М и Н. Тука не би имали никакви проблеми. Седмата задача напиши ја равенката на права што минува низ пресекот на дадени две прави, а со правата формира агол од 45 степени, значи тука ќе употребиме формулата тангенс од фи, тоест агол помеѓу две прави. Во осмата задача треба да се определи ортогонална проекција на точката А врз правата, а тоа значи ортогонална проекција значи низ точката А да повлечеме права која што е нормална на дадената права 6x минус 4y минус 5 еднакво на 0 и таму каде што таа нормална права ја сече оваа дадена права, таа пресечна точка всушност ќе биде А', која што ја нарекуваме ортогонална проекција на точката А до оваа права. Всушност тоа е и најблиската точка
од сите бесконечно многу точки што ги има на дадената права до точката А. И последната задача 9 вели да ја одредиме точката А, која што е симетрична на точката Б во однос на правата. Оваа задача би можела да се реши како равенка на права низ една точка, што е нормална дадена права, да го најдеме пресекот, тој пресек ќе биде средишна точка и со формулата за средишна точка може да ја најдеме и симетричната точка, значи на Б, тоа е точката А, но тоа би бил подолг пат. Сепак за оваа девета задача би можеле да имаме позанимливо, поинтересно, пократко и поелегантно решение. Ве поздравувам и ви посакувам пријатна работа во решавањето на задачите од домашно.